Радички, во ова видео ќе отвориме нешто што не е толку стандардно. Односно, за прв пат ќе отвараме нешто вакво. Значи, ова е Canon PowerShot SX40 дигиталниот фотоапарат, кој инаку е семипрофесионален апарат и е совршен доколку сакате да почнете да се занимавате со, да речеме, во иднина, ако ви тргне професионално фотографство. Значи, на предната страна имаме слика од апаратот. Горната страна е малку попразна, задната е исполнета со фабрички податоци, речи се кај сите кутии е слично. Тука имаме некаква си комерцијала од страна на Canon и тука имаме некои повторно фабрички податоци. Да видиме што има во кутијата и секогаш не пречекуваат инструкциите. Значи, ова се дел од инструкциите како да го користите апаратот. Ова е драйверот за да го инсталирате на компјутерот, за да ги префрлате сликите од вашиот апарат на компјутерот и тука веќе влегувам внатрешноста на кутијата. Значи, ова е USB и микро USB кабелот, односно конекторот со кој се поврзуваат фотоапаратот со компјутерот, за да можете да правите трансфер на слики од едното во другото и обратно. Ова е полночот за батеријата на фотоапаратот. Со исто така како приклучок за ова доаѓа и кабелот со кој се поврзува овој полночот во штекер, односно да се приклучи на електронско напојување, електрична струја. И тука имаме подарок од Canon компанијата, односно нешто како, да речеме, врвче за да може да го да речеме да го шетате апаратот доколку сакате да сликате на некои така не толку по-специфични места. Тука имаме футрова за SD картичката и тука е батеријата која ќе ни треба за да го уклучиме фотоапаратот. На неја ќе се навратиме малку подоцна и еве го тоа што го очекувавме сите, апаратот. Еве го апаратот. Ова е Canon SX40 и само да напоменам дека овој апарат е полупрофесионален апарат, односно леќата е фиксирана и не може да се извади, односно да се смени, и затоа е полупрофесионален апарат, но нешто како замена, односно плусот за овој минус е ротирачкиот екран кој може да го ротирате и кој е совршен за правење на само портрети, односно слики од самите себе си, кои ќе ги демонстрираме сега, наскоро. Значи да ставиме батеријата во апаратот. Инаку овој апарат има камера со квалитет од 12.1 мегапиксел и исто така мислам дека заедно со апаратот доаѓаше и мемориска картичка од 8 мегабајти која е подарок од страна на AMC. Уште еднаш голема благодарност до AMC која ни го возможува сето ова и да го уклучиме апаратот и само да ја извадиме заштитната леќа и еве го апаратот, ќе го прескокнеме из додевен дел и еве го апаратот. Сега ќе го демонстрирам делот во кој зборував, со кој може да земате само портрети, односно да правите слики од самите. Значи тоа би изгледало нешто вака, како што можете да видите. Исто така е супер за правење слики од поголема височина. Еве ќе демонстрирам доколку од овој агол, од мојот агол не можете да видите сликата, но доколку свртите вака, совршено може да гледате кон што цели објективот на апаратот. Значи ова е совршен апарат доколку планирате да почнете со професионално фотографство, односно да почнете да се бавите со сликање, би ви препорачал да почнете со овој апарат, бидејќи не е толку скап како и високо професионалните апарати кои се со висок квалитет. Инаку апаратот има 35 пати оптичен зум, исто така има 4 пати дигитален зум. Исто така може да снима Full HD видеа и има вградено во него некои, како си да ги наречеме, софтверски апликации со кои може, односно face detection, и исто така има стабилизатор на сликата доколку сакате да сликате и не сте толку, да речеме, статични, помалку сте и динамични, односно се тресе сликата. Ова е добро ако сакате да снимате авантуристички клипови и друга. Но доста од гледањето на апаратот од моја перспектива. Значи морам да кажем по трет пат веќе, овој апарат е совршен доколку планирате да почнете со фотографство, односно со правење слики, бидејќи не е толку скап, но навистина е извонреден. Би ви препорачал да купите
Значи, дечки, тоа е се гледаме во наредното видео. Чао, чао!